Почитувани, еве неповторно пред Жан Митрев клиника, по многуте прашања од вас кои што стигнаа на социјалните мрежи, даваме одговор на нив посебно за тоа како функционира нашата клиника. Објавивме дека сме отворени, дека функционираат сите оддели во нашата клиника, а сега одговараме на сите оние прашања кои што ни ги поставивте изминативе неколку дена. Најпрв изборуваме со доктор Енвер Идоски, кој што ќе даде одговор на сето она што го поставивте како прашање. Како што кажавме, Жан Митрев клиник функционира 100% со сите своји капацитети. За тоа како последниве денови функционира со доктор Енвер Идоски, неколку збора од него за сите оние методи на работа, мерки за заштита кои што ги применуваме, се со цел безбедност на пациентите и безбедност на вработените. Доктор Енвер, како функционира Жан Митрев клиник? Последниве денови од кога нели отворивме болницата во насока дека ги пуштивме сите капацитети, сите пациенти може да дојдат, да се проверат, да закажат термин, да се прегледаат, а и да се оперираат доколку треба. Да, нашата болница работи со целиот свој капацитет, сите оддели функционираат нормално, се разбира со почитување строго на сите мерки за безбедност на пациентите, кои што и секогаш во оваа болница се почитувале тие мерки за безбедност и сега исто така, како за пациентите, така и за персоналот. Во нашава болница секој пациент кој што има потреба да дојде да биде прегледан, да се постави, да се диагностицира или да се изврши интервенција, соодветно и операција, може слободно да дојде, да пристапи на главниот влез, каде што и сега се наоѓаме, влегуваат пациентите, се почитуваат сите правила за триажа на пациентите, од кога ќе се направи таа триажа, соодветно пациентот се упатува до местото каде што треба да се изврши или прегледот, или интервенцијата, или соодветно да се прими за операција пациентот. Доколку нешто отстапува и имаме некаква индикација дека е можно да има присуство на коронавирус, тогаш пациентот се упатува исто во нашата установа да се земе бриз и ние имаме таа можност и за неколку часа добиваме резултат, после што соодветно ќе се направи планираното испитување или операција. Во нашата болница сите пациенти кои што се хоспитализирани или на кои што се прават било какви интервенции, соодветно и операција, тоа се пациенти кои што се негативни за коронавирус. Значи сите тие пациенти се проверени претходно и кај сите е исклучено присуство на вирусот корона. Исто така можам да кажам дека во нашата болница сиот персонал кој што работиме тука сме проверени и сме негативни за коронавирус, што значи дека нашата болница е болница која што е чиста болница. Нема присуство на коронавирус во нашата болница и тоа се должи на строгото почитување на правилата. Голем дел од овие правила се почитувале секогаш во нашата болница. Тоа ги има воспоставено академик доктор Жан Митрев уште пред 20 години, кои што секогаш се почитувале заради безбедноста на нашите пациенти и безбедноста на персоналот кој што работи тука. Болницата е изградена со таа идеја да биде антимикробна болница со сите преземени мерки како и филтрите кои што постојат во нашата болница. Да. Како функционира ургентниот центар? Ургентниот центар исто кај нас работи 24 часа. Може секој пациент кој што има потреба од преглед ургентен да дојде во нашата болница преку ургентниот центар, се разбира и таму се спроведуваат истите мерки за безбедност на пациентите и соодветно на персоналот. Да, често прашуваат пациентите на нашите социјални мрежи што доколку еден пациент треба итно да се оперира, дали му се прави ковид тест, како тече таа работа и чинам дека кај нас и е бесплатен во тој случај. Да, сите пациентите до сега што се за операција и за интервенција им правиме корона тест кој што е бесплатен.
Доколку треба итна операција, значи во нашата болница морам да кажам дека се прават операциите, пак ќе споменам веќе по трет пат дека со негативен тест се сите што се направени операции, доколку е итна операција, сме имале и такви операции. Во тој момент, ако дозволува состојбата, задолжително се чека тестот да излезе. Доколку нема таква можност, се работи за руптура на примерно аневризма или било каква хируршка операција која што не дозволува, е живото загрозувачка, не дозволува чекање, во тој момент се оперира пациентот, но се третира како да е ковид позитивен, со сите возможни мерки на предпазливост и безбедност и за пациентот и за персоналот. Чинам дека има голем интерес за ковид тестовите и понатаму, доаѓаат луѓето кај нас се тестираат, квалитетот е гарантиран, резултатите исто така точни и прецизни. Што е со домашната посета, дали може да кажеме оти и таа услуга веќе ја нудиме поодамна? Да, нашата болница нуди таа услуга, домашна посета може. Секој кој што нема можност да дојде во нашата болница за да му се направи тест, може да се јави на нашите телефони, наша екипа ќе отиде дома кај пациентот и ќе му направи тест за корона, но освен тоа нашата болница предлага и услуга со која што пациенти кои што се спречени, кои што не можат да дојдат да извршат преглед, кардиоваскуларна проценка или било каков друг преглед за срце, крвни садови, кои што не можат да дојдат, има наша екипа која што ќе отиде и ќе ги прегледа во домашни услови. Исто имаме и можност да се советува пациент со доктор од нашата болница, кој што може да го избере на интернет преку кол врска, така да се правиме за доброто на пациентите. Така, еве една ваша препорака до сите граѓани на државава и пошироко кои што не следат, како да се однесуваат во овие денови, во овој период кога се гледа дека епидемијата споаснува, но сепак предпазливоста и будноста треба да биде на високо ниво. Да, препорачуваме да се почитуваат правилата кои што се кажани, тоа е за безбедноста на лично на пациентот, за безбедноста на целата нација, задолжително почитување на тие правила и доколку има потреба од било каква медицинска помош, да се диагностицира или да се третира некаква болест, ние сме тука отворени. Да, ви благодарим. Благодарам вас. Во Жан Митрев клиник пациентите доаѓаат во контакт со вработените на шалтерите во клиниката. Како треба да се однесуваат тука и како тече работата тука од приемниот шалтер па се до наплатата, разговараме со нашата колешка Мирјана Силјановска, на која што ќе ни објасни за препораките при контакт со пациентите и воедно и ќе упати апел како нели понатаму да се однесуваме, иако епидемијата е, како што рековме, при крај, сепак треба да бидеме будни и да бидеме предпазливи во однос на контактите и стерилниот однос, контактот со парите, со документите и сето останато во однос на комуникацијата. Мирјана, еве како тече еден работен ден на сите вработени кои што се во Жан Митрев клиник, а се на шалтерите? Здраво, ние продолжуваме и понатаму со истиот тек на работни активности, со тоа што ги превземаме сите мерки кои што се потребни за да останеме заштитени и ние и пациентите. Заштитните маски ги имаме кај сите од персоналот, но исто така апелираме и на пациентите кои што ја посетуваат болницата дека треба при самата посета да носат маска или во случај да немаат, тоа да биде шал или марама. Како што се и другите препораки од сите други институции. При самата наплата, значи, нормално се одвива и готовински и картично, со тоа што имаме ставено средства за дезинфекција на секој пулт за наплата, при секој контакт со картичка или платежно средство, пациентот си ги дезинфецира рацете, воедно и ние. После секоја наплата се дезинфецираат рацете, сите каде што се оставени документи, пари или картичка, сите потребни мерки се превземаат. Исто така, сега е воведено во нашата клиника онлайн закажувањето. Значи, може пациентот, за да скратиме на тие контакти и да ја држиме дистанцата и тоа малку подалеку, воведено е онлайн советување со нашите лекари,
кое што исто така се прави онлайн наплата или онлайн закажување на прегледи и наплатата се врши онлайн, па контактот воопшто и го нема, да, минимален е, го немаат со пултот за наплата нашите пациенти. Рековме, значи пациентите мора да ги почитуваат, односно сите ние мора да ги почитуваме мерките да останеме заштитени и ние и пациентите, заштитна маска и воедно рековме марама или шал да си држиме социјална дистанца.